Вардар одигра 2-2 кај Ла Фиорита во Сан Марино во првото квалификацијско коло во Лигата на конференциите на УЕФА и се пласира во втората рунда. Извештајот директно од лице место од терен го подготви колегата Бранко Чупески. Добро утро, Македонија. Добро утро за гледачите на Македонската телевизија. Добро утро, колеги. Екипата на Македонската телевизија е на стадионот во Сан Марино. Непосредно по надпреварот го снимаме овој извештај и ви го испраќаме. Ви ги испраќаме впечатоците од реваншот во првото квалификацијско коло во Лигата на конференции на УЕФА. Вардар одигра еден не толку квалитетен надпревар како што очекувавме, како што посакувавме, како што се надевавме, меѓутоа едноставно црвено-црните успеа во намерата, не победија, но со нерешен резултат, со 2:2 се пласира во следното коло, во второто квалификацијско коло, се разбира со онаа победа во Скопје од 3:0. Фелипе го отвори резултатот во Сан Марино уште во 10-та минута по една несрекна топка, играње со рака во нашиот 16-тник, од пенал успеа да постигне гол. Потоа Мато исто така во една идентична ситуација изедначи на 1:1. Омерагич постигна гол за 1:2 и Јанкулов си постигна автогол за конечните 2:2. Од оваа перспектива, од овој аспект резултатот и не е толку важен, но сигурно е дека Гоце Седловски и стручниот штаб на Вардар сакаа да видат една друга екипа, една поинаква екипа која што требаше да биде многу поагресивна, која што требаше да игра силни 90 минути против екипата на Ла Фиорита. Фаворитската улога е оправдана, се на се во овој двомеч со вкупни 5:2 Вардар ќе игра против Лозана. Да чуеме прво што ќе кажат актерите на мечот. Искрено да бидам, не очекувавме овако резултати, идевме на победа, ама тоа е фудбалот, кога ќе влезеш може да поопуштиш во утакмица. Противникот ќе врати денес, како што кажавме веќе еднаш дека нема лесен противник. Сите игра денес фудбал, пробавме прво полувреме, не идеше посебно на средија, второ полувреме. Одма почнавме да напаѓаме, направивме некои измени и доста беше тоа поенергично напред. Почнавме тешко, знаевме дека тежок надпревар ќе биде. Сакавме да победиме, не успеавме, имавме шанси за другата утакмица, од грешките ќе научиме. Едноставно ќе кажам само фудбал е тоа. Некогаш иде, некогаш не иде, некогаш првите 45 минути нема да идат, некогаш вторите, но така се деша, мислам дека тоа чиста случајност, но работиме. Направивме состаноци, зборевме сега баш во Соликолната, ќе се реши тоа што побрзо може за да се поправи све тоа. Играме у гости, нормално, тежок надпревар, секој гостување тежок надпревар, треба поќе да се фокусираме на утакмиците и мора да ги победиме вакви утакмици и да ги искористиме шансите. Пристапот ќе биде како и секој, Вардар си е Вардар, ние идеме секогаш на победа, сега се е договор тоа до стручниот штаб со играчите дали ќе нападнеме, дали ќе чекаме некоја втора зона, тоа се мислам дека е рано да збориме уште за таа утакмица, но има веќе недела дена да се спремаме, така да полека, чекор по чекор идеме напред. Да, тоа беа впечатоците на актерите на надпреварот, на реваншот од првото квалификацијско коло во Лигата на конференции на УЕФА, на актерите во одредовите на Вардар. Нашата најтрофејна екипа, реинкарнираните црвено-црни, сепак го направија првиот европски чекор по 7 години, успеа да се пласираат прво во Европа со освојањето на трофеот во купата, потоа и да го поминат првото коло и сега Лозана е сосема поинаков противник. Се зборува дека тоа е квалитетна екипа, на хартија сигурно е вредна и мощна е квалитетна екипа, ќе го видиме тоа на дело. Датумите се 24 и 31 јули, датумите за одигрување на двомечот. Вардар има време да го одработи своето, има време да се подготви. Ете се стиши музиката како што ја одјавуваме, како што го одјавуваме овој рапорт, овој извештај од Сан Марино. Ни останува само уште да се надеваме дека црвено-црните добро ќе се подготват за она што следи, дека ова не е вистинското лице, дека сепак имаме по некој ас во ракавот, иако играме со куси ракави, се уште е топло, дека имаме по нешто што не сме го откриле во овие први два надпревара и во втората фаза од претходната сезона, кога Вардар едноставно со 18 надпревари поред без пораз покажа дека е повторно блиску до оној стариот. Се надеваме дека ќе биде многу над
она што сме го гледале досега и дека овој Вардар ќе стигне во европските височини. Има време, му треба време организацијски да се консолидира, на добар пат е тимот на Вардар, синонимот за македонскиот фудбал и символот на македонскиот спорт, па да видиме што ќе се случува на 24 јули прво во Скопје против Лозана, а потоа и на реваншот на 31. Се надеваме дека македонската телевизија повторно ќе има екипа и ќе можеме да ве информираме за тоа што ќе се случува и на овие два надпревара, односно се разбира на гостувањето во Лозана. За македонската телевизија од Сан Марино се јави Бранко Чупески за утринската програма за емисијата Македонија наутро.